По серијата од лажни ветувања дека ќе се коригира годинашната катастрофална откупна линија, пукна трпението на излажаните и понижени тутунари, па тие в понеделник се селат пред владата. Ке бараат одговори од премиерот кога и како мисли да го исполни ветеното. Од самиот старт на откупот ние свативме дека ова е игра. Значи се земаат квалитетни тутуни во пониска класа, одбитоци огромни 10%, значи динамиката е слаба на откуп. Ланската година се откупуваат по 1.200.000 кг на ден, сега тоа се прави со некои 400 до 500 тона на ден. Затоа ние одлучивме на протест пред владата за да конечно премиерот да каже дали има решение за нашите проблеми или нема. Ние нема да подлегнеме, ниту јас како Игор, ниту членовите на иницијативниот одбор. И во оваа работа ќе одиме до крај. Ние сме најбедната, најсиромашната класа. Ние сме тие кои ја храниме нацијата. И владата мора да има слух за нас. Вели Мирчевски, признавајќи дека во последниве денови трпат невидени притисоци, со цел нивно дискредитирање како водачи на протестите. Јас имам 10 тона тутун за предавање, предадов неколку килограми. Ако тие неколку килограми одредат целиот просек, тоа е веќе смешно. Само се тоа луѓе што не разбираат од тутун. Значи имаме притисоци разни, тивки уцени, меѓутоа ние нема да подклекниме. Инаку, колку за подсетување, македонските тутунари досега не влегоа во ниту еден пакет мерки на владата, заради што бараат барем зголемување на субвенциите, бидејќи како што велат, откупот на тутунот и покрај досегашните преговори со сите релевантни фактори, вклучително и со премиерот, на територијата на цела Македонија и понатаму се одвивал по старата шема. А од Сојузот на земјоделски здруженија пак, минатата недела, во знак на револт, најавија дека од понеделник ќе ги повлечат нивните контролори, односно поверениците од вагите и ќе го стопираат откупот на тутун.